Во секторот за внатрешни работи Скопје е пријавено дека во Драчево, Скопје, двајца 17-годишни малолетници од село Долно Количани биле нападнати со остар предмет од тројца жители од село Горно Количани. Според пријавеното, двајцата малолетници се здобиле со повреди и се пренесени во градската општа болница Свети Наум Охридски за укажување на лекарска помош. Температурата во Скопје и околината во последните 44 години постојано расте, но адаптацијата на овие промени не ни оди добро, посочуваат ОДО 2 иницијатива. Во 1979 година просечната температура била 11,9 степени Целзусови, а во 2023 година просечно се измерени 14 степени, што значи дека станува се потопло. Болните од мултипла склероза 2 месеци се без неопходната терапија, која ја спречува прогресијата на оваа сериозна болест. За мултипла склерозата нема лек и на пациентите им е потребна редовна терапија, која ги ублажува симптомите и го спречува прогресирањето на болеста. Доколку не ја примаат терапијата, состојбата трајно и неповратно се влошува. Градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска по повод 8 април меѓународниот ден на ромите, како покровител на 12-тиот конгрес на Интернационалната ромска унија, со голема почит им се обрати на присутните учесници од над 30 земји од светот, во име на град Скопје им го честита празникот и 53 годишнината од првиот ромски конгрес. Неколку актови со улични живи статуи ќе бидат поставени на улицата Македонија на 15 април во 18:30 часот, по повод Светскиот ден на уметноста. Тие ќе ја раскажат својата улична приказна, отсликана во само една смрзната слика. Станува збор за настанот Центарски улици 2 на македонската продукција за изведувачки уметности Театроск, која организира фестивали на улична уметност, промоции и други настани вклучувајќи живи статуи и мимика. Тој ќе биде проследен и со музички настап на Емил Ејупи квартет. Задачата на уличните артисти е да го отсликаат на духовит начин она што најмногу го допира општеството, човековата смеја и бес, мудрост и глупост, зрелост и лудост, емпатичност и суета, моќ и немоќ, љубов и омраза. Низ уличната уметност, уличните живи статуи, а и не само низ неа и не само и останатите улични забавувачи се трудат колку што можат повеќе да помогнат секому. Насмејте се, поубаво ви стои, велат организаторите. Овој настан е дел од програмата за култура на општина Центар за 2024 година. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ке ја сакам во